Драги гледачи, ве поздравуваме од прекрасниот амбиент од падините на планината Галичица, поточно од Велестово. Овде сме не само да уживаме во прекрасниот поглед што се пружа кон Охридското езеро, кое од тука изгледа на вистина волшебно, туку сме на гости кај една од најомилените македонски актерки, една од доајените на македонско глумиште, која не морам посебно да ви ја представувам, бидејќи сите веќе ја познавате, веќе погодувате, можеби, Шенка Колозова. Благодарам за гостопримството. Шенка, како го поминувате времето тука во Велестово? Во Велестово, секој кога ќе кажеш дека си овде 2, 3, 4 месеци, мисли дека си се одморил до бескрај. Мене Велестово секогаш ми било работно, во секој поглед, затоа што и сум си таков човек, не дека ако не сакаш не можеш да работиш. Јас секогаш си наоѓам овде работа, затоа што е куќа, затоа што е двор, затоа што има што да правиш, па не само тоа, па снимаме со вашата телевизија, работиме, тоа да не заборавиме како се глуми од јуни до септември. И така работно во главном, само ми е во Велестово се лесно, затоа што уводот беше многу вистинит, не само убав. Овде е прекрасно и самата гледка кон Охрид и езерото те одмора. И така, во главном работно, но убаво секогаш во Велестово и во Охрид сум се чувствувала. Да. Тишина! Тишина! Акција. Абе, жено, запналата, абе ти знаеш што ти има луѓе што работат по цел ден како аргати за една корка леп, а ние како така од беске ги трошиме парите. Домаќине секој со късметот. Ете тебе ти работел късметот богат си. На брат ти не му работел сиромафе. Ај па сите пари на брат ти дај му ги. Наместо на момичево наше ничевли да му купиш ти. Абе, оти сега брат ми го мешаш, јас реков. Чевли купување нема, и толку. Стоп. Чини? Добро. Крупно на маја. Сјодиш и... Гледачка е, нема бијавај. Дај да испијам една цигара. Ќе ти кажам, ама на цигара да ми даеш. Ак ми дајш една цигара. Ќе ти кажам. Да. Така, подпушти ги да ги. Бечви, бе. Кажете, кому е? Јас можам, реков. Да. Имам намера вака да почнам, ама ме крие Никол. Не бе. Зошто те крие? Сакав со огништето тука дека работам. Не те фермам, си ми Ќе кажал го почнеш? све. Да, е така, и сега чекам. Мене пусто што ми иде. Кажи кога може, Карле? Снимат. Карле веќе. Снимат? Ајде акција. Може, тајде. И велиш така? Еми, Си одеше и ги снема. така... Кажи како што беше Ми се по ред. Така беше? Така беше. Така беше? Така Така Анđо. Се. Фаќам во еден джеб, кесето го нема, е сега ти прави, како што велат. А велиш отиде кај брата ти и таму го снема. Таму го Дома снема. кај мене. Е сега може го снемало и попат А, некаде, не ама... знаеш кај. Ако беше кај него ќе го најдевме. А. И сакаш сега јас да ти кажам Еми, така каде велат. ти се парите, а? Овде ве затекнавме во паузата на снимањето на новите епизоди на Македонски народни приказни. Па, веројатно гледачите веќе погодиле, сема очилата ми пречат во сето ова што го имам. Не морам да се извинувам на гледачите, зашто сум ваква како што сум, затоа што вистина работно не најдовте овде, така што мислам дека ако сега малку се дотерувам и предотерувам, дека ќе изгубиме многу време.
Еве во еден мал одмор и на техничкиот дел од екипата и колегите, малце да се одмориме и ние двете нешто да кажеме на гледачите, ако имаме што да кажеме. Колкава е одговорноста да се работи на продолжувањето на серијалот на македонски народни приказни, бидејќи посебно пошто бевте дел од оригиналната постава? Па, оригиналната постава не може да биде вечна, затоа што старееме, затоа што кога ќе ги гледам приказните од тоа време, јас бев некоја друга и сите ние бевме некои други. Сега сме стари, возрастни, тоа значи дека треба да дојдат некои нови, дека треба да дојдат некои млади кои што ќе ја продолжат нашата работа, што не ја намалува оригиналноста на приказните, затоа што ние се држиме токму до тоа што сме го работеле и до сега. Не сакаме да внесуваме нешто што нема да се спои со она што публиката веќе го знае и го сака, и во поглед на јазикот кој што го употребуваме, и на односите, и нашиот однос кон ликовите, кон целата постава. И мислам дека нема голема одговорност, затоа што ние во главном продолживме еден голем дел од истите што работевме и порано, само што сега сме повозрастни, позрели и можеби подобри глумци. Пошто новите епизоди се разликуваат од старите? Имаше коментари дека се модернизирани, веројатно во склад со промените во Видете што е, јас пред малку кажав дека ништо не е модернизирано, а публиката секогаш кога зборува, гледачите, луѓето, народот што гледа приказни, за жал не поврзува со оние приказни кои што не се наши приказни, тоа се приказните на А1 кои што се трудеа да направат нешто друго од приказните, дали успеале или не. Не сакам и не е моја работа да зборувам за тоа. И многу ми е жал што публиката само ќе види дека се приказни и веќе не спојува со тие приказни кои што немаат врска со нашите приказни. И јас многу често треба да објаснувам, ама ние не сме, ама што правите со тоа, со тие приказни? Ама чекайте, ние не сме тие. Многу ми е жал што на публиката не е јасно и не може да и биде јасно дека ние не сме дел од оние што успеа да го расипат тоа што некој го направил. Дали мислите дека успеавте во тоа новите епизоди да бидат прифатени од публиката како што тоа беше случај со старите? Јас тоа го кажував веќе на неколку телевизии, затоа секогаш се прашувам вака кој ќе побара некој разговор дали да прифатам, затоа што прашањата се во главном исти, што значи дека и одговорите треба да бидат исти. Јас го кажав тоа неколку пати на неколку телевизии и секогаш ќе го кажувам. Приказните што сега ги работиме, ние што ги работиме, се прифатени од публиката. Доказ за тоа се нашите млади колеги, вашите двајца Охриѓани, Владо и Никола, кои што публиката веќе ги знае, да не кажам толку колку и нас, и ги сака толку да не кажам колку и нас. Тоа ми е потврда дека сме завршиле добра работа. Нив ги посочувам затоа што посебно е изразено, што не значи дека и другите што учествуваат нови ликови дека не се прифатите, дека не ги сакаат или вам. Овде е посебно изразено тоа и затоа посебно го нагласувам. Никого не сакам посебно да пофалувам или да навредувам. И мене ми е тоа многу мило што се случува тоа, затоа што, како што рековте, ќе се прашавме сите ние што ни требаше ова ако го нема тој успех. Мило ми е што ако не го има и тој успех кај новата публика, кај новите деца што растат, кај младите што допрва почнуваат да ги гледаат и новите и старите, не ги двојат. И многу ми е мило што е така, затоа што тоа е потврда дека не правиме нешто што е ајде сега ќе се влечеме на стара слава. Сметам дека правиме нешто се уште убаво и корисно. Камера оди?
тон? Имат? Акција! Еј, дојде домакине? Дојдов. И, како си помина на дрва? На дрва како си помина. На дрва јас кога одам, дрва сечам, кафе не пијам, како ќе си поминам? И добро де сега не лути се дека те прашав. Знам дека ти е мачно тешко, затоа те прашувам. Туку кажи ми, колку дрва исече денес, а? Колку продаде, колку парички си заработија? Ман мори жено. Добро, колку пари може да се спечели да се заработи од дрва сечење и продавање? Колку корката леп денеска си иста, толку. Еми сега толку, колку дал Господ сега, тоа е. Едни се сиромаси, други се богати, не може сите да се богати на веков. Ние таков ни бил късметот, сиромаси. Брат ти Митре, чорбаджија, поубав късмет имал. Мамори жено, јас дојдов од дрва сега, сечење, продавање таму, тебе да те слушам татара, патара овдека ми зборуваш или да се отпочинам? Мам, брат ми бил богат, јас сиромат, вака, така, ај таму. Стоп! Браво! Колку во денешниот македонец го препознавате оној дух присутен во ликовите од народните приказни? Колку од тоа го носиме во себе како дел од колективното несвесно? Јас за ова си имам една моја теорија, не знам колку е точна. Прашањето е точно такво како што јас размислувам дека во суштина од веки веков, од кога постои човекот и додека ќе постои, во суштина зборувам уште еднаш ке нагласам да не ме сватат луѓето дека сум површен човек, во суштината ништо не се менува. Се менуваат нештата околу нас, начинот на кој ги користиме, начинот до кој доаѓаме до нив, а во душата внатре, во мислата, во мозокот да кажам, сето ова околу нас друго што се менува е форма. Сметам дека суштината на човекот е една и за секогаш иста, односите се еднаш и за секогаш исти. Дали некој што е лош ќе се убива со сабји или со атомски бомби, е сосема исто. Суштината е дека некој убива и некој е убиен, некој е добар и некој е лош, некој на чесен начин постигнува, некој на нечесен. Суштината не се менува. Според тоа сметам дека и во македонецот ништо многу не се сменило во тој поглед. Се смениле само начините на однесување заради надворешните влијанија. Суштината е таа. Не сакам да зборувам за македонецот пошироко, затоа што ќе почнам да зборувам лошо, кое што истовремено тоа може да биде и добро, зависи од која страна е погледнато. Сметам дека сме еден народ кој што е научен и сака да биде покорен, кој што сака да има господар. Многу е иронично ако кажам дека само барем да ни остават да си го избереме господарот. Не сме, мислам, го има тоа и во приказните, таму се покорни, добронамерни, услужливи, неборбени и така натаму. Мислам дека тоа си стои и ден денеска и ќе си стои секогаш, затоа што ние сме тие такви. Какви сме, колку сме, толку сме, токму сме, како што кажал Гане Тодоровски. Да спомнам најомилена улога во плеадата на ликови што ги одигравте, доколку би можела се издвои, и вашата најомилена улога приватно. Најомилена приватно ми е таа што не сум ја одиграла и никогаш нема да ја одиграм. Затоа што никогаш не бев во привилегираните глумци
и нема да бидам очигледно. Никогаш не бев во тие глумци за кои што ајде да не кажам се привилегирани, некој да те бара и да те моли, секогаш сме се труделе ние и како екипа сами да наоѓаме и сами да создаваме работа и многу ми е мило што го направивме тоа, затоа што никому не се чувствуваме должни, што е најважно. А моја омилена улога е и неостварена и ќе остане неостварена мајката во Мајка храброст од Бертолд Брехт, кое што знам дека нема никој да ја постави заради мене, а не сум во состојба да си ја поставам представата заради себе. Сум играла во Стоби на фестивалот во амфитеатарот неколку пати. Тоа е посебно доживување. На времето ја имам гледано Мајка храброст со жената на Бертолд Брехт во главна улога. Незаборавно ми е. Само да ја видам и да ја повторам таа представа, да ја украдам, ќе ми биде доволно за да ја играм таа улога на Стоби. Така си ја замислувам, оти таму се играше на една огромна сцена како поле беше, кој знае каде беше, не се сеќавам, снимка гледав пред 100 години. Тоа е мојата омилена улога и неостварена и ќе остане неостварена, а од овие што сум ги одиграла, јас сум си и таков човек, тоа што било поминало. Има. А повеќе си ги паметам представите во кои што сум се почувствувала убаво, затоа што сум почувствувала дека на публиката и е убаво додека ја гледа представата. Во тие мигови знам дека сум си ја завршила работата како што треба и тоа ми се најубавите мигови и веројатно сите глумци тоа ги држи на сцената. Не мора секоја представа да биде таква, ќе издржиш и лоша публика и лоша глума и се. А тие моменти, не мора да е целата представа, тие на моменти кога знаеш дека сте заедно со публиката, тие те држат на сцена и те лажат да отидеш уште еднаш за да го доживееш тоа уште еднаш. Знаеш дека нешто си им дал, дека те почувствувале, дека те разбрале. Тоа се тие мигови, веројатно, може би некој е свесен за тоа од глумците, може би некој не е свесен, ама тоа е тоа што не држи, тоа е тоа што го сакаме во нашата професија и по милионити пат ќе кажам дека за нашата професија некогаш некој одамна рекол, тоа не е професија, тоа е диагноза. Почнавме со Галичица, па би можеле и да завршиме со Галичица. Да ги подсетиме гледачите, Велестово е во рамките на национален парк. Статус на национален парк Галичица го добила поради своите природни убавини, а исто така и присуство на ретките видови флора и фауна и потребата тие да бидат заштитени. Колку е да се биде актер привилегија и колку се тие заштитени? Па од толку многу што не сме заштитени, затоа се собираме на Галичица. Може би некој ќе се потруди да не заштити. Видете, тие времења поминаа. Јас мислам дека немаме потреба да бидеме заштитувани, затоа што не гледам дека некој во светот и кај нас и секаде дека е на некој начин заштитен, па зошто би биле ние заштитени, здрави, прави и физички и умствено, не гледам зошто да не заштитуваат. Во секоја професија привилегирани? Привилегирани не сме биле никогаш и нема да бидеме никогаш. Напротив, секогаш филм ако се снима, представа ако се прави, серија ако се снима, најефтината роба во тој производ е глумецот. Најефтино е платен, најлесно се добива, најмногу работи, нема привилегии, не знам зашто би требало да има, за таа работа секој може да се пожали, и оној што продава, и оној што е на каса, и оној што е директор, и оној што е управник, и тие си имаат своји маки, и оној што е многу богат па има 50 вработени па се чуди дали ќе им даде плата утре. Не мора да им завидуваме и на тие.
Работата е што ние многу си ја сакаме нашата работа, сите. Тие што не си ја сакаат глумата се лоши глумци или им е сеедно дали се глумци. Тие што Така и во секоја професија. Па во секоја професија горе-долу и не гледам зошто би требало да сме привилегирани. Еве јас се привилегирав и се заштитив себе што дојдов на Галичица да не ми изедат волците, се надевам. Тоа, не знам друго што не знам. Тоа си секогаш имам колеги што ако го види некој ова дека ќе речат како не. На времето се сеќавам има еден колега млади уште бевме, ќе штрајкуваме, шо е ова, плата ли е? Викам, ако не си задоволен, оди во цементара, таму работат 3 смени, имат помала плата од тебе, па штрајкувај дали. Затоа што не треба да мислиме дека ние кој знае што правиме, а тој во цементара не прави ништо. И не знам зашто би требало да бидеме привилегирани. Само ја работиме својата работа. Благодарам, па да ве оставиме да се вратите кон своите денешни обврски. Да ја доснимиме приказната, да го соблечеме ова, зашто многу е топло, да се поздравиме и со гледачите. Ми беше драго и се надевам дека пак ќе се видиме. Па се надевам, дај Боже да се видиме, зашто да не, за убаво да се видиме. Поздрав до гледачите, може би не кажав ништо ново, ама може би има нови гледачи што не го чуле тоа што веќе сум го кажала. Кутро дете, пак леп и кробит. Да му придонесам нешто јас. Море не, ке се налути домаќин.